Uredovanje na javen prostor, izgradba na detski igrališta, zamena na dotrajna vodovодна и канализациона мрежа, но и воведување на јавен превоз се најчестите предлози и барања кои денес граѓани му ги доставија на Штипски од градоначалник и одговорните лица во општината и јавните предпријатија. Треба ни јавен превоз, така, не за сите, не само на мене, не за сите. Стари возраст, треба се подобре. Превоз, исто превоз треба и за локалните по населбите треба да има превоз. Да пуштат јавен превоз од селата Софилари, Драгоево, Селце, Пувче, Степаци, Сугрло, Лесковица, Пиперово, Горачино. Тоа е по можност колку може да се изборе да се добие. Оти моментално живеат таму во Лесковица околу 30 фамилии. Позади градинката, сточното позади шуговите. Па игралище има, ама това беше гаражи. Сега и бутна гаражите. Сега е така, децата нема дека да игра. А тоа парко горе далеко. Треба тоа да се направи. За градоначалникот ова е добра основа за креирање на програмите за работа, но и буџетот за наредната година. Целта е заедно во заедничка комуникација со нашите сограѓани да ги осознаеме суштинските потреби за креирање на буџетот од 2023 година. Јас се надевам дека најголем дел од предлозите и од проблемите со кои што се соочуваат ќе најдеме финансиски средства да ги реализираме тие проекти и да ги решиме тие проблеми на нашите сограѓани, имајќи во предвид дека имаме историско највисока реализација на буџетот од 2022 година, ние ќе започнеме со повисока оперативен буџет во 2023 година и дефинитивно ќе имаме повисока стапка на капитални инвестиции. Денешните активности беа дел од активностите на градоначалниците предводени од кадри на ВМРО ДПМН и насловени како Твојата идеја за промени, каде што граѓаните можеа да предлагаат проекти и идеи кои ќе бидат вклучени за следната буџетска година. Овој и следниот викенд вратите на општините ќе бидат отворени од 11 до 14 часот за сите оние кои сакаат да дадат свој предлог.